која е најдобрата одмазда. Да му настрада колата, да му вратиш со иста мера, да преќутиш и заминеш, да пишеш по социјалните мрежи, да го соочиш со тој кој што те изневерил, или да го проколнеш од типот да не ти овакво, да не ти последно, да ти е такви некои работи. 7 години. 7 години. Мене би ми била интересна драмата да ги соочам. Ама ја ќе ја споречам. Така? Да ги соочиш, а? Да ги соочам. Чисто би ме интересирало, не знам што има да кажа, што ќе се случи, да. Аха, добро. Би сакала да ставам страни да анализирам. Ти, Ивана, што би направила во случајов? Што ќе избереш? Таму второ, трето нешто премолчување и за... Да преќутиш и да си заминеш? Да. Или може само, како да кажам, да си ја извадам целата снага и да кажам тоа колку ме повредило и едноставно да завршам. Не сум малициозен тип, не сум одмаздолюбив. Дали Малце да ја гребнеш колата, малце бе. Јас Ако не е можам дали ми е еден клjuč само да информација да разберам, да подржам, да не наштетам, па не можам тоа да го имам ни у приватните односи. Значи не ми доаѓа. Меѓутоа, ако бирам одмазда, една бенигна одмазда би било со тоа што ја би дала се за себе, за уште пута 100 за свој личен раст и развој и поубаво да живам со моја среќа и рамнодушност, ако тоа се важи за одмаз. А некоја клетвичка така? Да не ти овакво? Сметам дека ако го држам гневот, фрлам клетви или посакувам или не да боже правам некои работи, мене прво тоа у душата го чувствувам мене како да ме труе, а ја не би сакала да имам нешто тука да чувам што би ме труело. Тоа као што има една поговорка, ако имаш гнев, сакаш да го фрлиш на другиот, тоа е како ковано жешко железо, сакаш да го фрлиш, а ти сам се гориш пред се. Така што Зоки, ти каква одмазда ќе сервираш? Или не сервираш одмазда? Не, ако веќе секоја одмазда раѓа нова одмазда, така да ако би се одмаздувал, веројатно би одел до крај. И би ги искористил сите тие работи. Све, значи прво идеш на колата. И би додал уште 10, така? Да. Да му го оставам Би одел до личето, крај. значи. Леле, и на крајот и клетва. Али затоа што нема крај, таа овој работа, фин се правеше јас за би сега. одел. Сега фин отвори последните. Тичерот и психологот многу фини се прават во оваа емисија. Глумецот си одглуми баш фино, само јас бев искрена. Ама чекайте се, не ме дослушавте. Не ме дослушавте. Сите ми климат. Реков, ако тргнувам кон одмазда, значи веројатно би го проширил списокот. Но сепак Викни ме да одлучувам, направам клипче. Одлучуваш? Чекај да одлучи. замолчи и оди си. Добро. Ајде таму, еден клjuč, гума сечење или што ќе иде? Не, материјална штета не би правил сигурно. Зошто? Мене ми е професија да зборам, јас секако дека ќе На седнам. социјални мрежи ќе кажеш. Не, дека секако ќе седнам, ќе направам муабет со партнерката. Ама поинтересно ако ги соочиш. Сега ај признајте си сите, па не ја заради забава би си го направила тоа, не ради болка да задржувам во себе. Значи ќе ги соочиш, ајде? Кажи што ќе Не, направиш. може како да се соочам, бе, што да се соочам, немам тука соочување. Би направил Бе, муабет. Тоа е бидната работа што ќе се очува.